Којшто владее со својата жет, го контролира и своето здравје. Додека едни женеат за слава, други за богатство, трети пак за мојк, ретко кој разбрал дека болеста, староста и смртта се трите најголеми разочарувања на човекот. Што помалку пиеме од нечистиот извор, тоест од светската лажна наука, толку нашето здравје ќе цвета како крин помеѓу трње. Зошто го велиме ова? Милиони информации што е добро, а што не. Некој се излечил од некоја билка, сите ја бараат незе, некој пак станал бесмртен. Наша верна публика, Господ го создал човекот совршен. И знаете, кога велиме никој не е совршен, тоа е така, бидејќи секогаш сакаме да копираме некого и нешто. А треба само да се трудиме да станеме подобри личности. Ние сме се посветиле на билкарството, некој на науката, повеќето на некој занает, и ако сме задоволни со она што сме, честно и поштено го работиме она што го сакаме, само така ќе можеме да се наречиме луѓе. Пошто се познава, пошто се одликува еден народ. Еве да го земиме на пример македонскиот. Чесен, трудолюбив, верен. Па дали има тука место за болест? Секако не. Дури еден ден да не нема, ќе останат да се памтат добрите работи кои сме ги направиле. Сега зошто вируси, настинки, инфекции? Од секогаш ги имало и ќе ги има. Да, за жал овие 2 години претрпивме големи загуби. Се соочивме со нешто што не го познаваме, што не го очекуваме. И се предадовме на наука која се уште не е испитана и докажана. И уште ставивме подпис дека доброволно ќе ги сносиме последиците од она што не ни е познато. Се прашувам, дали од толку што сме само бендисани, се обезличивме? Или пак, толку се сакаме себе си, па си велиме, ќе ги надживееме другите? Заборавивме ли на народните преданија, на проверените рецепти од нашите предци? Дали престанаа да растат и цветаат растенијата? Исчезнали лековитата мојк на билките? Запрели овој пат жетта за чајот на баба и дедо? Добре ни дојдовте во нашата билкарница на Дејан и Кико. Оваа емисија им ја посветуваме најповеќе на оние кои со недоверба гледаат кон аптеката на Господа. Ним не им велиме да не го прават тоа што го практикувале досега, но само додадете ги овие чудесни комбинации на лековити растенија во вашето секојдневие, па после лутете ни се. Да почнеме. Кашлица е рефлексен одбранбен механизам на нашето тело, кој се брани од насобран секрет или пак туѓо тело. Постојат акутна и хронична кашлица. Акутната трае од 3 до 8 недели, а ја предизвикуваат инфекции на горните дишни патишта, голема кашлица, хоп и алергиска кивавица. Хроничната кашлица е макотрпна и долготрајна. Најчести причинители се астма, герп или гастрорефлукс, хроничен бронхит и многу други болести. Но, појавувањето на кашлица може да биде предизвикано и од поинакви причинители како чешање во грлото, кое доаѓа од течење на слуз од синусите, кашлање после желудечен рефлукс, кашлица предизвикана од лекови, рак на бели дробови, кашлица поттикната од ларингит, кашлица кај пушачи и кашлица од алергиска астма. Денес, во оваа билкарница, ќе ви раскажеме за повеќе рецепти против кашлица, кои сами можете да си ги приготвите, а продуктите за нив ги имате во секој дом. Чајот од ловор се подготвува така што 3 или 4 листови се ставаат во една чаша врела вода, па се остава неколку минути, се процедува и се пие. Поради специфичниот вкус, можете да го засладите со мед. Тука е и чајот од ѓумбир. Подгответе го така што ќе изрендате околу 20 грама свеж ѓумбир и ќе го прелиете со 1/4 литар зовриена вода. Оставете го да отстои 10 минути
процедете го, па додадете една лажичка мед и пиете додека е уште топол. Во народната медицина, чајот од мајкина душица кај нас се користи за кашлица, а во Германија се малку понапред од нас и го користат во официјалната медицина, бидејќи ги знаат нејзините својства против бронхит и упорна кашлица. Потребно е 2 сечкани лајчиња сува херба од мајчина душица да се попарат со 2 децилитри зовриена вода и да се остави покриено 10 минути па да се процеди. И на сето тоа повторно му додаваме едно лајче мед и малку сок од лимон. Чајот пак од бел слез се подготвува така што 2 лажички се попаруваат со чаша врела вода и се остава да одстои 15 минути. Слузот што се ослободува е многу лековит и го олеснува искашлувањето. Со тоа се разредува секретот, а со тоа ја ублажува и ја обновува слузокожата. Секако пиете 3 чаши во текот на денот. Да не заборавиме да го спомниме и чајот од марубиум или од чајница. Тој се приготвува така што една супена лајца чај се прелива со чаша врела вода, се остава покриен половина час и се пие неколку пати во текот на денот. Жалфијата е лековито растение кое го лекува и зајакнува организмот од вирусните инфекции на респираторниот систем. Ја смирува кашлицата и го разградува секретот насобран во бронхиите и носот и го елиминира чувството на гребење и скокоткање во грлото. Жалфијата се подготвува така што една лајца сува билка се прелива со една чаша врела вода и се остава околу 30 минути, пошто чајот е подготвен за употреба. Пиете чај од жалфија 3 пати на ден, а резултатите ќе ги забележите многу брзо. Чајот од лушпиот орев е многу ефикасен против кашлица. Затоа, размислете добро пред да ги фрлите лушпите во ѓубрето. Потребни ви се лушпи од 10 убаво измиени суви ореви, па во нив налејте 1 литар вода. Сето ова се готви заедно на тивок оган додека течноста не испари на половина од првобитната количина. Потоа тргнете го од оган, изладете го и процедете го чајот. Пиете по 50 мл 3 пати на ден, најмногу до 7 дена. Еве нешто и за љубителите на алкохолот кои имаат проблем со кашлица. Ова е едноставен сируп од пиво, за кој ќе ви требаат само 2 состојки. Ни доаѓа од Русија, каде што е многу популарен и каде е познато неговото дејство. Значи, за овој сируп потребни ви се само половина литар пиво и 150 грама шејкер. Подготовката се прави така што во тенџере се става шејкер, се вари на средна температура и се чека да се карамелизира. Потоа додадете половина литар пиво и мешајте додека не добиете сируп. Алкохолот ќе испари, но витаминот Б од пивото ќе остане. Овој сируп можете да го збогатите така што ќе додадете неколку листови нане во него. Еве една билкарска тајна на кој начин, кои билки како делуваат врз кашлицата. Например, кај регулација на слуста делуваат бршленот и јагликата. Кај појачана ефикасност на цилијарниот епител помага анисот и анасонот. Протективно или заштитно на слузницата делуваат црниот и белиот слез. Имуномодулаторно се користат ехинацеата, црниот ким, лопенот и многу други билки. Антибактериските пак, кај нив најмногу се употребува најпознатата билка – ориганото. Кај ширењето на бронхиите, најдобро за користење е денешниот предлог, а тоа е белиот бор. Чемпресот многу ретко го употребуваме како билка за болести на дишните патишта, а воглавно го користиме како венотоник, но екстрактот од него е богат со олигомерни процианидини, кои се одлични во комбинација со ехинацеата. Тегаецот најчесто се користи кај сува кашлица и е антитусик. Активни материи кај него се слузави материи и иридоиди. Тука е и лопенот, напомош кај секаков тип на кашлица. И кај сува, и кај продуктивна. Сега,
Откако кажавме многу работи за досадната кашлица, време е да спомниме и неколку од најпознатите болести на дишните патишта, како и решение за нив од народната медицина. Бронхитот е воспаление на бронхиите, тоест големите и средните дишни патишта. Тоа е во белите дробови и тој предизвикува кашлање. Симптомите вклучуваат отежнато дишење и болка во градите. Бронхитот може да биде акутен или хроничен. Акутниот бронхит е воспаление на трахеобронхијалното стебло, кое обично следи по инфекција на горните дишни патишта. Најчеста причина е вирусна инфекција, иако понекогаш станува збор и за бактериска инфекција. Кај хроничниот бронхит постојат 3 форми на болест. Обичниот хроничен бронхит или бронхитис хроника симплекс се карактеризира со слузава содржина. Кај хроничен мукопурулентен бронхитис или бронхитис хроника мукопурулента постои трајно или повторливо искашлување на гноен слуз, додека пак хроничниот обструктивен бронхит или бронхитис хроника обструктива се јавува при обструкција на протокот на воздух низ дишните патишта. Се работи за сериозно заболување, кое го нарушува квалитетот на животот, а кај 3/4 од пациентите се разбира и работната способност. Освен овие 3 главни типа, тука разликуваме и алергиски бронхит, астматичен, трахео и пушачки бронхит. Да не заборавиме да го спомниме и бронхитот без кашлица, тоест асимптоматичен бронхит. Хроничниот бронхит е вирусна или бактериска инфекција на респираторниот тракт, која предизвикува воспалителни процеси во бронхиите и душникот, што доведува до зголемено лачење на слуз и кашлица. За разлика од акутната која завршува по 2 недели, хроничната форма трае најмалку 3 месеци во време траење од 2 последователни години. Зошто се јавува хроничниот бронхит? Тој се развива од акутна форма или како последица на хронична иритација на слузокожата на душникот и бронхиите, пропратено со алергени. Најчесто станува збор за чатот тутун, што се потврдува со фактот дека 90% од пациентите обично се пушачи. Во предизвикувачи спаѓаат и штетните гасови поради атмосферското загадување, но и голема изложеност на органска или неорганска прашина. Поради тоа, поголем ризик да ја добијат оваа болест имаат рударите, работниците во леарници, фабриките за памук и многу други. Да кажеме и дека ризикот од појава е поголем кај лицата кои во детството се соочувале со чести респираторни инфекции. Истражувањата покажуваат дека генетиката исто така игра важна улога во развојот на хроничниот бронхит. Како фактор се спомнува и возраста, бидејќи најчесто се среќава по 5-тата деценија од животот. Иако на развојот влијае и полот, имено. Меѓу 20 и 25% од возрастните мажи страдаат од оваа болест. Симптомите на бронхит се типични симптоми кои што се поврзани со респираторни проблеми. Како што рековме, главниот симптом кај бронхитот е упорната кашлица. Тежината на симптомите на бронхитот може да варира од личност до личност. Симптоми за кои зборуваме кај бронхитот се кашлица, умор и малаксаност, отежнато дишење, при издишување може да се слушне шуштење од градите, може да биде блага треска, притисок во градите и зголемена температура, како и искашлување на слуз, кој може да има бела, жолтеникава или зеленикава боја, а неретко е присутна и крв во секретот. Но ајде да го погледнеме бронхитот од билкарска гледна точка. Симптомите на бронхитот може лесно да се ублажат со сок од морков. Покрај терапијата можете да го пиете и самостојно, а препораката е витамински коктел од 3 децилитри морков и 1 децилитар сок од краставица и цвекло. Исто така, одличен коктел кој помага при бронхит се прави од 2,5 децилитри сок од морков и 2 децилитри сок од целер. Сите комбинации се ефикасни и помагаат да се излечи бронхитот.
Куркумата е еден одличен избор за лекување на кашлица, поврзана со бронхитот. Бидејќи куркуминот е главната состојка во куркумата, која се смета за силен антиоксидант и природен анелгетик. Антивоспалителниот ефект на куркумата е одличен за лекување на кашлица, поврзана со бронхит. Земете го овој лек за да го искашлате вишокот слуз и наскоро ќе го видите ефектот. Најдобро се конзумира и така што во чаша млеко се раствора едно лајче куркума во прав и се вари. Земете го овој пијалок 2 или 3 пати на ден. За побрзи резултати, пијте го на празен стомак. Уште од дамнина познато е дека ренот го олеснува кашлањето и лекува бронхит. Освен за тоа, ренот е познат и како лек во борбата против многу болести. Треба да се користи особено во зимската исхрана. Содржи глукозинолати, соединенија кои ги разредуваат густите секрети и го леснуваат нивното исфрлање. Доколку ги имате овие проблеми, направете си лек и тоа помешајте 2 чаши мед со половина чаша рендан рен и половина чаша рендан ѓумбир. Смесата треба да се остави да отстои 2 недели, а потоа да се јади по една лајца нагладно само наутро. Верувале или не, сенфот ги решава симптомите со бронхит. Сенфот има особено добри антисептички, антигабични, антибактериски и антивоспалителни ефекти. Затоа, немојте да се изненадите кога ќе слушнете дека конзумирањето сенф е еден од начините за решавање на симптомите на бронхит. А доколку го направите, за кратко време ќе видите посакувани резултати. Еве еден проверен компрес за бронхит кој што можете да го приготвите дома. Се земаат 3 супени лајци масло, 3 супени лајци сало, 3 супени лајци мелен бел синап и 3 супени лајци ракија. Сето заедно се загрева, се меша и се остава да се излади. Се става на газа и се нанесува одлево и оддесно на рбетот, на грбот и се остава преку ноќта. Но еве и 2 сложени рецепти за акутен бронхит. Земете по 40 грама мајкина душица и корен од бел слез. По 30 грама корен од јаглика, цвет од бозе и сладот корен и 20 грама корен од сладка папрат. Значи сето сладко е овде. 2 супени лајци од смесата се варат 5 минути во половина литар вода, а потоа се остава да киснат 1 час. Се пие по една чаша пред јадење и тоа 4 пати на ден. Ако го запишавте предходниот, ајде да го кажеме и вториот рецепт. Земаме по 30 грама тегаец, црн слез, жалфија и билката воловски јазик. Исто така додаваме и 50 грама чалија и по 20 грама ленено семе, цвет од јаглика и цвет од липа и сето тоа добро го ситниме и го мешаме. 2 супени лајци од оваа смеса се варат 5 минути во половина литар вода, а потоа билките се оставаат да киснат 1 час. Се пие по една чаша пред јадење 4 пати на ден. Но да не го заборавиме тука и хроничниот бронхит. Се разбира. Измешајте по 40 грама исландски лишај и корен од сладка папрат. По 30 грама цвет од слез, бозе, булка и лопен. По 100 грама пупки од бор и по 20 грама оригано и мајкина душичка. Начинот на подготовка на пиење е ист како и кај претходните 2 рецепти. Направете микс од 30 грама корен од ирис и бел слез и по 40 грама подбел, анасон и жалфија. И овде, како и кај претходниот рецепт, начинот на спремање е потполно ист.
Бор садила мома Евгенија. Бор садила мома Евгенија. Бор садила, Бога молила. Бор садила мома Евгенија. Бор садила, Бога молила. Дај ми Боже, бор да ми порасни. Дај ми Боже, бор да ми порасни, да се качам на борови ветки. Дај ми Боже, бор да ми порасни, да се качам на борови ветки. Тука сме на ова прекрасно место и некако ни се наполнија белите дробови со чист воздух. И не само тоа, се врати руменилото на нашите образи. Со еден збор си ги наполнивме батериите. Овде има и што да се кажи и што да се види. Каква Божја убавина! Се обидуваме да покажеме некоја билка, ама некако времето си го прави своето. Уште природата не е разбудена. Затоа решивме да зборниме за едно зимзелено дрво, кое е будно и во зима. А од кое имаме голема корист, посебно во овие денови на вируси и настинки. Па дојдовме до заклучок дека сепак и во овој дел од годината, кога спијат сите билки, има едно растение кое е разбудено и спремно да другарува со нас. А не се забележува лесно, се додека не погледниме нагоре. Бор е општо име за неколку видови четинари. Значи припаѓа на зимзелените растенија, а билкарите најчесто користат црн и планински бор, како и обична смрека и ела. Обичниот бор, популарно познат како бел бор, со латинско име Pinus silvestris, може да порасне над 10 метри во висина, а неговиот стубест корен продира длабоко во земјата. Дрвото и гранките се покриени со кафеаво црвеникава кора кога растението е младо, а подоцна преминува во дрво со сиво кафеава кора. Со текот пак на времето, гранките се шират во форма на чадор. На него забележуваме сивозелени борови иглички долги 5 до 6 сантиметри, собрани во прамени по две заедно. Цветовите му се еднодомни, па од женските цветови се развиваат мали шишарки, првично црвеникави, а подоцна кафеави и дрвенести. Неговиот пак мирис и вкус доаѓаат од смолести материи, како терпентинот. Белиот бор е распространет низ цела Европа, а го среќаваме во низинските, ридските и високите планински предели. Цвета во мај, а времето за зреење на семето е во октомври следната година. Што користиме од борот? Од борот користиме речиси се. Значи, за медицински цели се користат игличките, шишарките, кората и смолата. Доколку соберете поголема количина млади борови иглички, не мора сите да ги користите веднаш како свежи за правење сируп, туку слободно одделете дел на страна и сушете го и чувајте го. Од нив подоцна можете да подготвите чај од борови иглички. Боровите иглички содржат есенцијално масло, витамини од групата С, Б, К, П и каротин. На него витамин С се наоѓа кај 2 или 3 годишни дрвца во рана есен или зима. Во народната медицина се користат игли и млади ластари или пупки. Тие се собираат во пролет, а игличките пак во јуни. Пупките се собираат во рана пролет, а треба да се сушат под настрешница во сенка или во проветрени простории, но не и под метален покрив.
Од дрвото и смолата на белиот бор со специјална дестилација се добива терпентин, боров катран и колофониум. Терпентинот се користи како антисептик, анестетик, се додава во масти и мелеми, се употребува надворешно за ревматизам, гихт, невралгија, како и при воспалителни заболувања на респираторниот систем. Катранот пак, кој е производ на преработка на борова смола, во маст се користи за лекување на шуга, рани, чиреви, фистули. Борот има експекторантно, антибиотичко, диуретично, холеретично и антисептичко дејство. Значи борот има својства за искашлување. Се користи против бактерии, за изфрлање на течности, за зголемување на лачењето на жолчен сок, како и за прочистување на крвта. Боровото масло добиено од борови иглички, поради неговите лековити својства, нашло примена како експекторант за дезинфекција, тоа исто така е антисептик, антиспазмолитик, а и е одлично противвоспалително средство. Во народната медицина, борот се користи ке бронхит, пневмонија, бронхијална астма, емфизем, акутни респираторни инфекции, белодробна туберкулоза и други респираторни заболувања. Често е дел од градните миксови, тоест миксови кои ги користиме за белите дробови, кои додаваме во бањи, како и витамински инфузии и чаеви. Се користи за лекување на бубрезите и уринарниот тракт, во болести како цистит, грчеви и болка во бубрезите, како и кај уролитијаза или каме во бубрек. Борот исто така е одличен за хемороиди, чир на желудникот и дуоденумот, хиперациден гастрит, холецистит, артрит, стоматит и периодонтит. Долго време борот се користи во народната медицина како антиеметик или средство против повраќање. Одвар од пупките на борот се пие за асцит, гихт, метаболички нарушувања, посебно кога се придружени со разни кожни болести. Во кинеската медицина, боровата смола се користи во единична доза од половина до 2 грама орално, како експекторант, диуретик и аналгетик. Се земаат терпентински купки како тоник за ревматизам, артрит, гихт и наслаги на сол на зглобовите. Она што треба да го знаете е дека боровите иглички, како и листовите на другите четинари, се користат веднаш по берењето, бидејќи при сушење губат витамин С, што во превод значи дека по 1 година целосно ги губат лековитите својства. Сите делови на ова растение содржат есенцијални масла и смоли, а кората има танин, кошливи материи и флавоноидни соединенија. Ајде да откриеме уште една билтарска тајна. Овој пат наменета за диабетичарите. Важи. Борот содржи специјална материја пинитол, која што го намалува шеќерот во крвта. А сега се враќаме повторно во студио. И мора да ја напуштиме оваа прекрасна дружба со растенијата. Украдовме по некој сончев зрак и ви го испраќаме во студиото на ТВ Сонце. Па некако да ве дочекаме оттаму повесели. И еве не повторно во студиото на ТВ Сонце. И ние си продолжуваме секако на нашата добро позната тема болести на дишните патишта. Редно е да ја спомниме оваа тешка болест или сега зборуваме моментално за пневмонијата. Тоа е воспаление на белите дробови, а тоа е акутно инфективно воспалителна болест на белите дробови. Во овој процес се вклучени сите структурни елементи на белодробното ткиво. Причини за пневмонија можат да бидат навлегување на бактерии во белите дробови како пневмококи, стафилококи, микоплазми, габички, вируси, паразити, а поретко и заразување преку крв и лимфа. Може да се добие и при намален имунитет,
Бидејќи во нормална состојба, имунолошкиот систем е способен да се справи со повеќето патогени. Тука се и компликациите на позадината на респираторните инфекции, болести на кардиоваскуларниот систем, злоупотреба на алкохол, претходни операции, особено на градите, изложеност на хемиски елементи од околината, изгореници на респираторниот тракт, како и отрови. Со еден збор, пневмонијата е сериозна инфекција која ги напаѓа белите дробови и предизвикува кашлање, отежнато дишење и треска. Во повеќето случаи со навремен и адекватен третман, болеста поминува за 2 до 3 недели. Сепак, понекогаш може сериозно да биде и опасно. Пневмонијата е особено опасна за бебиња, мали деца и возрастни луѓе над 65 години, лица со ослабен имунолошки систем или други здравствени проблеми. Но тоа што нас најмногу не интересира, што е потребно да се излечи пневмонијата? Пред да започнеме со лековите од народната медицина против пневмонија, секогаш земајте ја терапијата која што ќе ви ја препише докторот. Па потоа, како дополнителна терапија, применувајте ги средствата кои што ги препорачува народната медицина. Еве неколку комбинации кои професионалните фитотерапевти ги користат при лечење на оваа болест. Се мешаат во исти делови: анис, троскот, пупкиот бор, копар, сладок корен и мајкина душица. 2 супени лајци од овој микс прелите ги со 1,5 чаша ладна превриена вода. Оставете ја смесата да остои 2 до 2,5 часа, потоа загрејте ја до вриење и варете на тивок коган од 5 до 7 минути. Откако ќе се излади, процедете. Пиете половина чаша од одварот 3 пати на ден и тоа 30 минути пред јадење. Еве ви и друга комбинација. Земете по едно кафено лајче невен, камилица и жолт кантарион. Измешајте ги заедно и истурете ја добиената смеса во 2 чаши врела вода. Оставете ја смесата да стои 2 часа, а потоа процедете. Чајот земајте го по 80 мл 2 до 3 пати на ден. Како трета комбинација, која што ја користат професионалните фитотерапевти, ви ја предлагаме следната. Во еднакви делови, ситно исецкајте корен од крвав здравец, мајкина душица, тегавец, коњско опавче, исландски лишај, пупки од бор, анасон и плод од чалија. 2 супени лајци од смесата се ставаат во пола литар вода и се варат 5 минути на тивок коган. После тоа, откако ќе се излади, се прецедува и се пијат по 150 мл пред јадење и тоа 3 пати на ден. Покрај сложените рецепти за пневмонија, еве и многу други кои сами можете да си ги подготвите дома. Растворете во чаша топло млеко 1 лајче сода бикарбона. Пијте 3 пати на ден. Тука се и медот и маслиновото масло како одлична комбинација за помош кај пневмонијата. Всушност, 1 лајца мед се меша со 1 лајца маслиново масло, а се конзумира 3 пати на ден пред јадење. Сусамот е ефикасен природен третман за пневмонија. Одлична инфузија може лесно да се добие со варење на 1 лајче сусам во 1 чаша вода. Пиењето 2 пати на ден од оваа течност може да биде корисен и многу добар лек за пневмонија. За подобри резултати, додадете малку ленено семе, мед и сол во растворот пред да го испиете. Сладкиот корен е хербален лек кој се користи за лекување на пневмонија. Додадете 1 лајца сув корен од оваа билка во половина литар вода и варете оваа смеса од 10 до 15 минути. Конзумирањето на оваа течност 3 до 4 пати на ден може да помогне во лекувањето на кашлицата. Во недостаток на чај, можете да користите и капки од оваа билка. Антибактериските својства на лукот одлично помагаат кај оваа дијагноза. Дополнително помага за намалување на температурата и го олеснува излачувањето на насобраниот шлајм и секрет
во респираторниот тракт. Измешајте една чаша свежо млеко со 4 чаши вода и додадете им половина лајче мелено лукче. Се става на шпоред и се вари додека течноста не остани четвртина од првобитната количина. Тоа можете да го пијате 3 пати на ден. Ние најчесто употребуваме мечкин лук, кој е 20 пати посилен од обичниот. Тука е лутата црвена пиперка, а таа е богата со капсаицин, кој го стимулира излачувањето и полесно ја отстранува слуста од респираторниот тракт и од белите дробови. Тоа пак помага да се исчистат дишните патишта и да се олесни дишењето. Лутата пиперка е добар извор на бета-каротин, кој исто така помага во обновувањето на оштетените мукозни мембрани, а рецептот е следен. Во 250 мл вода избешете малку сок од лимон и еден прстофат лута црвена пиперка. Пијте неколку пати на ден. Исто така, можете да додадете малку лута црвена пиперка во чаша сок од морков. И двете се корисни во третманот на пневмонија. Маслото од терпентин помага во облажување на болката во градите поврзана со пневмонија. Ние го користиме во форма на мелем, засилено со камфорово масло. И кога сме кај маслата, да не пропуштиме, а да не кажеме за едно масло кое задолжително треба да се користи кај пневмонија. Тоа е бадемовото масло и треба да се мачка 3 пати на ден кај болните од оваа болест, со што се постигнува одличен позитивен ефект кај пациентите со оваа диагноза. Еве и една дополнителна, но важна информација која што руските доктори ја користат кај сите потешки болести. За сето ова време на лечење на овие болести на дишните патишта користиме капки од салеп како дополнително средство кое ја враќа силата на пациентот и го намалува времето на оздравување. Многумина од вас би се запрашале како да ја разликуваме пневмонијата од бронхитот. Главната разлика помеѓу бронхитот и пневмонијата е огништето на воспалението. При тоа, изгубеното време за лечење на бронхит може да предизвика развој на пневмонија. За да го определите неблагопријатниот тек на бронхитот, внимавајте на јасно изразената слузесто-гнојна коензистенција. Категорично е невозможно самостојно да се обидете да го диагностицирате бронхитот и да го разликувате од пневмонија, што може да доведе до многу сериозни последици. Но сепак, вреди да се знаат разликите. Така, со бронхит пациентот чувствува болка во градите за време на напади на кашлање, а природата на болката е површна. Пациентот има чувство на надразнетите бронхии при изфрлање на слуста. Со пневмонијата пак градите болат кога длабоко вдишувате. Болки во грлото, зарипнатост, исто така се почести кај бронхит. Пациентите со пневмонија често имаат изголемено бледило на кожата, поврзано со тежок кислороден пат. Тешка слабост, тежок недостаток на апетит, ненадеен пораст на температурата се исто така знаци на интоксикација и повторно се поврзани со развој на пневмонија. Што е белодробен емфизем? Зборот емфизем значи надуен со воздух. Ѕидовите на белите дробови ја губат својата еластичност, па не можат нормално да вдишуваат и издишуваат воздух. Во белите дробови има многу воздух, но не излегува и не се движи. Како што се влошуваат емфиземот и обструкцијата на дишните патишта, белите дробови се зголемуваат поради заробениот воздух. Најчеста причина за болеста е пушењето, иако за тоа делумно се виновни прашината и аерозагадувањето. Ако одите да живеете на село и го изфрлите тутунот од дома, а сте страсен пушач, би можеле да го решите овој проблем. Емфиземот стана најчеста белодробна инфекција во современиот западен свет.
За да преживееме, ние секој ден користиме околу 30 кубни метри воздух. Тој поминува низ површината на нашите бели дробови, кои, доколку се истегнат за да бидат рамни, би биле со големина на тениско игралиште. При емфизем, голем број алвеоли или гроздовидни кеси во кои се разменуваат гасовите, се уништуваат и крвта не добива доволно кислород. Најчести симптоми на емфизем се останување без див, свирежи во градите, дишењето се влошува при физичка активност, се појавува хронична кашлица, присутно искашлување на секрет, притисок или тежина во градите, особено при напор. Но доста за болеста и незината тежина, туку да проговориме и за нејзино леснување, како и лекување. Еден од најдобрите рецепти за емфизем е следниот. Ние полека ќе зборуваме, а вие можете да запишите. Се земаат еднакви делови на корен од бел слез, мајчина душица, подбел, цвет од бозе, плод од анасон, изоп, лист од бел слез и цвет од камилица. Една супена лајца од оваа мешавина се прелива со чаша ладна вода. Садот се поклопува, се загрева до вриење и се остава да отстои уште половина час. Се прецедува и се пие. Оваа процедура се прави 3 пати на ден. Овој микс е одличен кај емфизем, бидејќи делува на искашлувањето со разредување на бронхијалниот секрет. Исто така има и спазмолитичен и бронходилататорен ефект, со што се олеснува дишењето, а има и антибактериско дејство, со што се олеснува опоравувањето во случај на инфекција на дишните органи. Нешто проверено е и ова. Земете во еднакви размери корен од беломан, лист од нане, мајкина душица, лист жалфија и лист од еукалиптус. Една лајца од смесата, прелијте ја со една чаша врела вода, оставете го чајот на топло 2 часа и на крајот процедете. Пијте по четвртина чаша и тоа 3 пати на ден. Ако емфиземот е се уште неизлекуван, тогаш земете 2 дела коњско опавче, еден дел гороцвет или билката Адонис верналис, ким и анасон. Прелите една лајца од оваа смеса со чаша врела вода, оставете го да отстои 2 часа па процедете. Пијте 1/3 од чашата 3 пати на ден. За комплетно опоравување соберете едно лајче цветови од компир и прелијте го со една чаша врела вода. Оставете го да отстои од 1 до 2 часа, процедете и испите го чајот во рок од 2 часа или пијте од 30 до 40 минути пред оброците по половина чаша 3 пати на ден и тоа во текот на 1 месец. Да не заборавиме дека како билка бршленот содржи сапонини, холестерол, пектин, мравја киселина, јаболкова, минерални соли, витамин Е, каротин и смоли. Неговото дејство вклучува проширување на дишните патишта, разредување на слуз и олеснување на нарушената функција на белите дробови. Тука сме денес да ви кажеме и по некој стар рецепт оставен во наследство од нашите предци. Добро се мешаат 400 грама мед со 200 грама шејкер, 200 грама таан со 60 грама мелен бел синап и 150 мл ракија. Се употребува по една кафена лајца или е подобро едно кафено лајче 3 пати на ден и тоа пред јадење. Ајде нешто друго. Се земаат пола кило мед, коњак, мелени ореви, бадеми и сало, значи сето истата количина. Сето ова се меша без загревање. Се користи по една супена лајца наутро и навечер. Смесата се чува во фрижидер. Тука, како одличен помошник, ја ставаме и тинктурата од хелда, која ја користиме 3 пати на ден и тоа по 20 капки. Многу добар лек за емфизем е редовното внесување на сок добиен од зелениот дел од растението на компирот. Започнете со земање на лекот со половина кафеаво лајче.
После тоа, неопходно е да се зголеми дозата на овој корисен сок, зголемувајќи ја количината за 1,5 недела по половина чаша на ден. Кога сме кај компирот, многу години народот го смета за доста корисен овој метод за лекување на белодробни заболувања со помош на компири. Потребно е претходно сварените компири со селушпа да се преполоват, а на рамниот дел, каде што се пресечени, треба да се намачкаат со терпентинска маст. После тоа компирите со подмачканата страна треба да се постават во пределот на градите. Забележете го и овој рецепт поврзан со денешново дрвце. Боровите иглички се ситнат, а една лајца од игличките се прелива со половина литар врела вода. Се вари 2 минути, тргнете го од оган и направете инхалација со чајот. Умереноста го чува човековото здравје. Ако не сме пак здрави, никому не му требаме. Затоа да ги искористиме постите кои ни предстојат, а ни се дадени од Бога. Па со нив да го зачуваме и зајакниме нашето духовно и телесно здравје. Верувајте, тие повеќе ни користат и од најдобрата диета. еден мудар народен еким рекол: појадувајте како крал, јадете како принц, а вечерајте како просјак. Значи не само умереноста, но и времето кога се јади и колку се јади, треба да го запазиме. Многу корисни преданија ни оставиле во аманет мудрите луѓе од нашиот македонски род. Ние пак, како разумни, треба само да го следиме нивниот пример. Се надеваме дека и со оваа билкарница научивте малку повеќе како да си го зачувате вашето здравје. А вистина е тоа дека тој што не ја познал болеста, не знае да го цени здравјето. Од друга страна пак сме виделе многумина здрави по тело, но не и со паметта. Затоа ние Дејан И Кико ќе ја смениме онаа во здраво тело, здрав дух, да гласи во здраво тело, здрав ум. Тоа ви го посакуваме од се срце. Останува до следната билкарница да внимавате на себе, а сите ние да го молиме Бога освен здравје да ни дава ум и разум. Па мислејќи дека правиме нешто добро за нашето здравје, да не си наштетиме. Нашите броеви се секогаш достапни во ТВ Сонце. Јавете се и ќе ги добиете. Нашата официјална едукативна веб страна со исто име како и оваа емисија, bilkarnica.mk, е достапна за вас во секое време. Пишувајте, прашувајте и верувајте дека многу пати лекот е 5 пари, Само треба да го најдиш. До скоро видување. Поздрав!